Државата почна да расчистува со криминалот и корупцијата, но за да се заврши работата треба да се исече во корен и да се чистат и криминалците од полициските редови. Ако никој не преговара со криминални банди и не е корумпиран, нема да може криминалот од затворите да се истура по улиците. Првиот човек на Бирото за јавна безбедност, Александар Јанев, вели со расчистувањето на корумпираните затворски полицајци ќе се намали криминалот надвор од затворите. Како што ние не треба да дозволиме на терен да се случуваат негативни појави, така и колегите од затворската полиција треба јасно и гласно да знаат дека со одредени недејствија допринесуваат да се имплицираат многу дејствија надвор на самите улици. Многу добро знаете за што зборувам, ако немаме корупција, никој нема од затворот да може да ракува. Директорот на БЈБ има идеи и начини како да се спречи криминалот од затворите да се истура по улиците. Тој не сакаше да открие со цел да не влијае на актуелни истраги, но сепак според него пресудна е работата на обвинителот, кој ако е целосно посветен, сигурно ќе обезбеди и докази за во судска постапка. Ако работиме заедно со обвинителство, како што беше овој случај, со конкретен надлежен јавен обвинител, обвинител кој што од првиот ден до последниот ден и се уште е внатре во самиот предмет, ги знае точно деталите, многу повеќе од сите нас како поединци, чинители во секој дел од предметот, верујте дека само така може да имаме успех. Инаку, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција пред 2 дена информираше дека е разбило криминалната група Беланоца Барон и поднесе обвинение за повеќе кривични дела извршени во период од 2020 до 2024, меѓу кои за убиства, дел од нив нарачани од затвореници. Според обвинителството, дел од оваа криминална група меѓу другото губиле Ибраим Ајдини во август 2020, бидејќи се сомневале дека тој ги предал Африм Исмиловиќ и Алил Демири, кои се обвинети за масакрот кај Смоковското езеро. Што се случи во април 2012, а се уште не се екстрадирани од Косово. Пред 1 месец изгоре и викенд куќата на директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов. Тој откри дека банди во затворите кои што се под негово управување со скапо платен мобилен телефон што го добиле за дрешетки, го нарачале палењето на неговата викендичка во Орешани. Надлежните последнава година жестоко удрија по корупцијата во затворскиот систем и криминалните групи, кои што со години царуваа и го држаа наркопазарот во Македонија.